Овој проект го реализираме како резултат на добиената награда на регионалниот надпревар на Косово, која што се одржа 2015 година. Зелени идеи и филантропија е името, а поддржуваче фондот на браќата Рокфелер. Наша добра земја победи како за прв пат како учесник од Македонија, беше прв македонски победник. Со тоа што добивме 10.000 американски долари за реализација на проектната идеја со која што аплициравме, која го носи името поддршка на мали органски производители од Македонија. Проектот сам за себе, суштината му е замислена да даде можност на мали производители кои што произведуваат органски и имаат, да речем, богато познавање на природните процеси, начин од гледување на храна по природен пат. Меѓутоа немаат пристап до пазарот или пак се непрепознаени, не би имале можност или знаење да се сертифицираат со органски сертификат. Ние како задруга на потрошувачи вршиме откуп на стрикно македонски, стрикно органски производи, така што одржавме во склоп на проектот обука по пермакултура, која што на некој начин не само што опфаќа органско производство, туку оди еден чекор понатаму и се смета за начин на производство кој што е подобар од органското. Што значи подобар од органско? Пермакултурата гледа сеопфатно на природата и обкружувањето на човекот и не гледа од аспект што човекот може да исползува ресурсно да употреби од природата, туку како да го врати тој ресурс кој што е употребен за понатамошна реупотреба. И не станува збор само за производство на храна, туку за архитектура, енергија, користење на почва, вода, системите, целото човеково живење. Одржавме обука 72 часа траеше обуката, која што за избраните производители беше бесплатна. Потоа направивме пермакултурен дизајн на крајот од самата обука на секоја од парцелите на производителите и реализиравме работни волонтерски акции кои што беа отворени за сите учесници, за членовите на нашата добра земја и за општата јавност. И реализиравме на тие пермакултурни работилници кои што траја еден ден, дел од дизајнот кој што претходно во текот на обуката беше предпоставен дека ќе се реализира. Така што да дадеме еден импулс, да речем, како да отпочне со производство, како што беше по пермакултурниот дизајн дефинирано. Значи, пермакултурата е еден холистички пристап, поради кој јас сум дојдена тука. Што значи тоа? Тоа значи да ги искористиме сите ресурси кои ни се на располагање од природата, меѓутоа на еден одржлив начин кој што ќе биде во склад и со нашите потреби и со потребите на природата, за сите заедно во симбиоза да коегзистираме. Да го донадградиме во однос на органското производство и нешто повеќе, нешто што ќе влие не само за животните, туку многу повеќе и за земјата и за околината и за сите оние кои што имаат некаков директен или индиректен контакт со тоа што ние го создаваме или се трудиме да го создадеме. Покрај овој аспект на едукација на производителите имаме и социјална компонента и општествена, затоа што органското производство не е само пристап кон како да произведам морков кој што не е прскан, меѓутоа препаратот кој што го користам за тој непрскан морков со хемија доаѓа од Индија, е органски препарат и е повторно донесен со емисија на CO2 или загадување на природата, пак во пластика, одлив на средства од локалната заедница со увозот на препаратот и така натаму. Како можеме локалното знаење и локалните ресурси да ги сконцентрираме тука, да се поврзаме меѓусобно за да останат сите тие аспекти во локалната заедница и како знаење и како финанси, за да ни продуцираат понатаму што подолгорочно одржливи системи. Сето ова некако се обидовме да го представиме низ рамките на овој проект, така што во обуките и во работилниците во градините учествува не само производителите, туку и членови од наша добра земја. И во тимовите каде што се работеше, имаше едно заедништво, поврзување на потрошувачите со производителите и многу е поинаков односот и довербата кога во самиот процес на дизајнирање на градината и на производство учествува самиот производител. Тогаш веќе воопшто не станува збор за некој трето лице
или трета фирма да нас ни гарантира меѓусебно како е произведен тој производ, туку можеме и самите директно да се увериме и да ги прашаме прашањата кои што се критични, за да ние сме сигурни дека тој производ е чист, без хемија, за што нели потрошувачот не е засегнат на крајот на денот. Како дел од овој проект исто се обидуваме да поставиме еден наш стандард кој што се вика стандард на наша добра земја за производство на хемиски нетретирана храна. И истиот стандард е имплементиран кај производителите од кого што добра земја ќе набавува, и начинот на кој што тој стандард се имплементира и му се проверува и контролира имплементацијата е од волонтерски тим составен од потрошувачи и од производители. Значи самите производители контролираат други производители, самиот потрошувач го контролира производителот. Тоа е во заводиш и да го поставивме стандардот како татков, очекуваме понатаму да го надградиме и подобриме, па ќе видиме како ќе ни биде искуството. Инаку е open source, може да се користи од било кого, во духот на вредностите на наша добра земја.